Во еден студен јануарски ден, во кој снегот по долго време спасоносно паѓа и го чисти воздухот од наталожените отрови, веројатно, повеќемина би одбрале да останат на затворено, со топол чај и волнени чорапи за по дома. Но не и јас. Духот на еден немирен истражувач, кој по долго време е дома, ме водеше кон ова култно место кое во минатото го имам посетувано редица пати. Снегот, ветрот и студенилото само го зголемуваат чувството на авантура. Ние во Македонија ја имаме онаа ретка прилика да имаме на располагање неброени локалитети кои се своевидни музеи на отворено. Единственото нешто што се бара од нас е да се одважиме и да отидеме до нив. А таму нема ни кустоси, ни билетарници, ни скапи билети. И ако ме прашате каде предпочитам да бидам повеќе, во редицата пред Римскиот форум или Колосеумот, или на Виничкото кале, на ветер, снег и студено, одговорот е повеќе од јасен. Искачен на Виничкото кале, покриено од свежиот снег, за момент не се обидував да ги барам археолошките траги кои изникнуваат од теренот. Туку едноставно се контемплирав со енергијата на местото. Замислете истата таа котлина над која се извишува калето, ја гледале редица луѓе најмалку во изминативе 8000 години. Од времето на камените неимари на младото камено доба, се до мене, скромен минувач од овие модерни дни. Чувството е возвишено, додека снегот и студенилото само додаваат мистика на моментот. Од истите причини поединостите што се интересни за гледање на локалитетот ги оставам за друго време. Не ми е прва оваа посета, па нема да биде ни последна. Но сознанието дека под крцкањето на снегот има слоеви од 8000 години историја го интензивира трансценденталното чувство кое локалитетот го нуди. Здраво на сите, чест ми е да ве поздравам од еден фасцинантен македонски археолошки локалитет, Виничко кале во близина, односно во непосредна близина на градот Виница. Пред да дојдам овде, бев во посета на локалниот музеј Теракота во Виница, каде што се изложени најбитните откритија од овој локалитет. Откритија кои што покриваат, според зборовите на кустосот, покриваат период од 8000 години, значи некаде 6-тиот милениум пред наша ера, па се до модерно време. И овде сме во едни чудни и речиси сурови атмосферски услови. Ако слушате струење на воздухот, тоа е ветрот кој што создава пречки на микрофонот. Мојата кратка посета на Македонија ми овозможува да го посетам ова место, заради тоа што има снег како и во остатокот од Македонија. Поголемиот дел од локалитетот не може да се види, но онае што е најважно се наоѓа во музејот и сите оние кои што ги носи патот во Источна Македонија, во Виница, препорачувам да се посети тој локален музеј, каде што освен тоа што ќе можете да ги видите поставките, можете и да си купите реплики од ексклузивниот артефакт кој што е најден овде. Тоа се така наречените теракотни икони, односно икони направени од печена
печена глина. Во разговорот со луѓето од музеот добив многу интересни информации, а една од најтака акутните работи кои што ни ги кажа е дека во Македонија, а вклучително со тоа и овде, се кубури со конзерватори, така што сите истражувања кои што се прават на ова и на други локалитети подоцна мака мачат за да ги зачуваат, за да ги конзервираат, затоа што тој дел фалат стручни кадри, а веројатно и финансии за да се прави тоа. Така што не е доволно само се најдат артефактите, потребно е и да се зачуваат соодветно. Значи, теракотните икони се уникатни за овој локалитет, се наоѓаат само тука и можете да ги видите во виничкиот локалитет, а на изложба во Велика Британија се однесени за да бидат уникатен репрезент на она што значи христијанска религија. Значи, оние кои што ја организирале таа изложба, тоа била изложба на религија, одлучиле дека артефакти кои што зборуваат на уникатен начин за христијанството се теракотните икони од Виничкото кале. Јас не би должил многу тука, ќе ви направам повеќе фотографии и видеа од локалитетов. Остатокот ќе ви го раскажам подолу, затоа што тука ветрот е многу силен и веројатно нема да се слушаме убаво. Значи, ова позади мене се скалите кои што водат кон Виничкото кале. Се гледат и остатоци од самата тврдина. И ова еден рит или свет рит, ако сакате можеме да го наречеме, каде што вертикалата историска оди некои 7 до 8 илјади години. Значи, во музеот што го има долу во Виница, артефактите почнуваат од она што значи неолит, па се продолжува натаму преку бакарното, бронзеното, железното време, се до... Значи, овој локалитет бил активен, можеби и во отоманскиот период. Моја претпоставка е дека на сите овие слоеви има различни и културолошки и религиски слоеви кои што го прават ово место да биде исклучително значено и богато. Јас многу пати имам повторувано дека во Македонија каде и да се загребе под земјата излегуваат чуда и најразлични артефакти. И сега не е моје овде да изигрувам Индиана Джонс или археолог, туку во духот на каналот Татонче јас би сакал да бидам еден вид дивулгатор, едукатор, укажуваш на тоа какви богатства поседуваме и што се оваа земја има и како благодарение на овие мои видеа се надевам дека многу луѓе ќе слушнат за овој локалитет или ќе добијат информација повеќе и ќе посакаат да дојдат тука да го посетат и да видат кои се неговите убавини. Јас сум за жал еден преубав ден, снежен ден, но снегот покрива добар дел од самите ѕидини на тврдината, од оно што може да се види овде на лице место, така што во тој дел видеото ќе биде малку посиромашно. Но од друга страна, стапив во контакт со луѓето од музеот, им кажав дека на овој канал има простор да се зборува многу за нашата култура, за нашата историја, за археологијата и така натаму, така што очекувам да бидам контактиран од управата на музеот за да се направи по-детално видео и во кое што луѓе кои што имаат многу повеќе знаење од мене конкретно за овој локалитет ќе кажат
збор повеќе, ама то не само збор повеќе, туку и компетентен збор повеќе, што за разлика од моето каде што е на ниво на откривање од археолошки локалитет како еден вид на атракција и занимљивост. Значи, ако го посетите музеот во Виница, за само 50 денари влезница ќе видите една интересна мала поставка која што е мала заради просторот со кој што музеот располага. Во разговор со кустосот со кој што разговаравме, ми кажа дека остатокот од артефактите се во музејското депо, кое што од година во година станува се потесно затоа што почнува да се исполнува со артефакти кои што бараат поголем музејски простор. А тој поголем музејски простор ќе се добие ако има голема фреквенција на луѓе кои што ќе го посетуваат тој музеј, ќе може да се популаризира и со самото тоа и да се придонесе да има поголеми инвестиции од страна на институциите, но и на самите посетители преку плаќање на влезница и купување на реплики од теракотните икони од кои што јас купив две, ќе ви ги покажам како слики во видеото. Значи јас, освен фактот дека тука видов едно фасцинантно парче македонска историја, не би должел многу затоа што и да кажам би било неука импровизација. Уште еднаш ќе повторам, ова е начинот на кој што јас замислувам да работам кој би можел да работам професионално, а бидејќи YouTube просторот е нешто што зависи од гледачите, зависи од гледаност, овде останува вашата иницијатива да бидете сабскрајбери на каналот или да бидете членови на каналот, со што ќе придонесете да имам независност, слобода и можности за патување. На музејскиот проспект можеме да го прочитаме следново. На истокот на Македонија, во близина на градот Виница, југозападно од него на мала ридска височина се наоѓа археолошкиот локалитет тврдината Виничко кале. Денес со својата моќна импресивност тој е препознатлив белег на градот Виница, заедно со светски познатите теракотни релјефи кои се откриени овде. Мокните одбрамбени ѕидови и кули на Виничкото кале опфаќаат простор од 2,5 хектари, исполнет со бројни архитектонски содржини кои сведочат за големината и интензитетот на живењето на оваа територија, особено во доцната антика од 4 до 6 век. Првите археолошки ископувања на оваа локација започнаа во 1985 година и со одредени прекини низ годините, со различен интензитет и обем, траат до денес. Истражувањата докажаа дека оваа локација, со одлична стратешка положба и богатство од природни ресурси од околниот терен, била населена уште во периодот на Енеолитот, како најстар забележан период. Потоа следувале бронзеното и железното доба, класичниот и хеленистичкиот период, докажани преку бројни и богати археолошки материјали. Римскиот период, доцната антика и богатото средновековие. Со досега изведените истражувања потврдено дека најголемиот подем на тврдината Виничко кале бил во доцниот антички период, од 4 до 6 век, кога била изградена и обновена како една од најголемите населби во регионот со воена административна карактеристика, која се развила во занаетчиски, културен, трговски и религиозен центар. Христијанската вера тука се негувала во време кога повеќето народи во Европа биле на прагот на цивилизациите. Виничките теракотни икони се вбројуваат во редот на најавтентичните археолошки откритија и представуваат драгоцен дел од целокупното христијанско уметничко наследство. Овие ексклузивни наоди долго време се неодгатната мистерија. Проблемот на разрешувањето на нивната улога и значење, а со тоа и откривањето на длабоките тајни представува голем предизвик за науката.
Корените на христијанството во Виница се наоѓаат изразени преку теракотните икони од виничкото кале. Систематските археолошки ископувања Музеот на Македонија ги започна во 1985 година под раководство на доктор Коста Балабанов, историчар на уметноста. Рустично по начинот на изведбата, автентични во иконографската програма и конципирани во нивната порака, виничките теракотни икони представуваат себе својствени од високите уметнички достигнувања во периодот на христијанската уметност создавана во мугрите на средниот век. Меѓу попознатите теракотни икони од археолошкиот локалитет Виничко кале се вбројуваат Архангел Михаил, Данијел Мигелавовите, Гозбата Пенушка, Цар Константинов крст и други, сите од крајот на 6 до крајот на 7 век од нашата ера. Досега се откриени 50 цели и стотина фрагменти од теракотни икони. Според иконографските анализи на досега откриените сцени, можеме да ги сместиме во правоаголни христолошки представи и представи на ликови на христијанските светители. Теракотните икони се правени во работилница во состав на градскиот комплекс на Виничкото кале, потврдено со анализа на глиништата од непосредната околина. Теракотните икони поради својата важност и специфичност досега се презентирани на повеќе светски изложби: Австрија, Ватикан, Германија, Словенија, Бугарија, Холандија, Турција, Португалија, Хрватска, Русија и други. Тие се дел од културното богатство на Македонија и како такви имаат непроценливо значење. Самиот факт дека се откриени и откопани во Виничко доволно зборува дека уште од најрани времења постоел организиран живот со високи културни вредности за кои извесен период во подоснежните времења поради војните кои зад себе оставија пустош ќе престане да обстојува и да се развива. Уметничките вредности на теракотните икони се изразени преку христијанската достоинствена смиреност на старозаветните ликови и светци, символичното значење преку зооморфните и вегетацијски мотиви, па се до силните и динамични движења на библиските коњаници. Стените фактички го отцртуваат мигот на Божите суштества со пораки на латински јазик, каде непознатиот мајстор на мала плоча сакал толку многу да каже и предочи. Јас сум Татончо, драги пријатели. Секој добро.